На денешен ден во 1602 година е роден германскиот физичар и пронаоѓач Ото фон Герике, кој прв покажа вакуум и го изведе познатиот експеримент за воздушниот притисок со магдебуршките хемисфери. На овој датум во 1870 година Велика Британија ја објави војна на Холандија поради откривањето дека холандски бродови ги снабдуваат американските бунтовници со француско и шпанско оружје. На денешен ден во 1818 година јужноамериканскиот револуционер и државник Симон Боливар прогласи независност на Венецуела од Шпанија. На овој датум во 1873 година градовите Буда и Пешта на десниот и левиот брег на Дунав биле споени во еден град, современа унгарска престолнина Будимпешта. На овој датум во 1910 година умре рускиот писател и мислител Лав Николаевич Толстој, автор на Војна и мир и Ана Каренина, кој се залагал за дидактичка уметност и општествени морални теми. На овој датум во 1917 година во битката кај Канбреј, британците за прв пат во историјата ангажирале 324 тенкови, откако прв пат биле употребени во битката кај Сом во 1916 година. На денешен ден во 1923 година Гарет А. Морган го патентирал првиот автоматски семафор. На овој датум во 1924 година бил задушен курдскиот бунт во Турција, а територијата на курдите била поделена меѓу неколку држави по Првата светска војна согласно договорот од Лозана. На денешен ден во 1925 година е родена руската балерина Маја Плисецкаја, прима балерина на театарот Большој, која скоро половина век го осветлувала светот на класичниот и модерниот балет. На овој датум во 1945 година започнало судењето на нацистичките воени злосторници во Нирнберг, каде првпат агресијата била осудена како злосторство против човештвото. 12 обвинети биле осудени на смрт, тројца на доживотен затвор, четворица на 10 до 20 години, а 5 мина ослободени. На денешен ден во 1945 година Сојузничката контролна комисија одобри преселување на 6 милиони германци од Австрија, Полска и Унгарија во Западна Германија. На овој датум во 1975 година умре шпанскиот фашист Франциско Франко, кој 36 години управувал со Шпанија, а 2 дена подоцна Хуан Карлос станал крал на Шпанија. На овој датум во 1998 година од космодромот Бајконур, Русија, го лансирала првиот модул на идната меѓународна вселенска станица со трошок од $60 милиарди. На денешен ден во 2003 година во експлозија на автомобил бомба во Истанбул загинале 27 лица, меѓу кои генералниот конзул на Велика Британија, а повеќе од 450 биле повредени. На овој датум во 2004 година председателката на Шри Ланка, Чандрика Кумаратунга, го укина 28 годишниот мораториум на смртната казна откако бил убиен судија на Врховниот суд. На денешен ден во 2015 година во терористички напад во хотел во Бамако, Мали, загинале 18 лица, а одговорноста ја презела екстремистичката група Ал-Каеда.